студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. Клековски во Гостивар се чекаат анализите. За сега нема основа за прогласување епидемија. Премиерот очекува и кривична одговорност. Горивата од понеделник повторно поскапуваат. Владата најавува нови мерки. Нема нови пари за судиите и обвинителите. Извештајот на Брисел низ призмата на власта и опозицијата. И денеска инспектори на локалитетот Куклици продолжува драмата со нелегална наплата на влезници. Украина нападна објекти со нафта во Русија. Најмалку 7 лица загинаа. Овие вести детали за најавите за поскапување на горивата и најавите за нови владини антикризни мерки. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Министерот за здравство Сашо Клековски денеска беше во Гостивар. Според проценките се уште нема основа за прогласување епидемија по вчерашните настани. Анализите на испитувањата се проширени, се чекаат и микробиолошките резултати. Од над 1200 лица кои побараа помош, неколкумина се задржани на обсервација. Во меѓувреме се анализираат и можностите за кривична одговорност. Микробиолошките анализи на замените примероци вода ќе покажат што ја предизвика здравствената криза во Гостивар. Граѓаните се уште се во паника и страф и бараат одговори. Како на 1200 лица за 3 дена со речиси идентични симптоми на труење, побарале лекарска помош. Во Гостиварската болница на обсервација има неколку деца, а персоналот успешно се справува со напливот на болни. Вели министерот за здравство кој денеска го посети градот, откако претходно надлежните ја забранија водата од чешмите за пиење и приготвување на храна. Од вчера се зема копокултура за анализа во тој дел, се прават сите неопходни лабораториски анализи и е проширена можноста да се барат траги од аденоирота вирус. Значи, имаме повеќе институции вклучени во епидемиолошкиот дел и повеќе типови на истраги за да се исклучат сите опции, од тешки метали, од паразити, вируси, бактерии. 3 помпи биле поставени во корито со отпадни води, преку кои според сомневањата вода се вбризгувала во главниот цевковод, поради што обвинителството веќе истражува дали има елементи на кривично дело. Шокиран од целиот случај е и премиерот Мицкоски кој вели дека одговорност ке има. Јас навистина не можам да разберам некои луѓе како може така дрско да се однесуваат и така несовесно да се однесуваат. Просто е неверојатно како така лесно ги прифаќаат овие работи и како се одлучуваат да прават вакви работи. За мене ова е се шокантно и просто со неверување е се тоа кое што некој таму го направил, но ќе има одговорност, разбира, и таа одговорност нормално понатаму во рамките на судски процеси ќе треба да се констатира. И покрај бурните реакции на социјалните мрежи дека некој си поигрува со здравјето на граѓаните, како и мерките што ги преземаат надлежните. Засега само градоначалникот на Гостивар, кој инако е лекар, и директорката на јавното предпријатие за водовод и канализација сметаа дека нема официјални докази дека труењето е од водата од чешмите. Град Скопје денеска испрати цистерна со питка вода за гостиварци, а Орце Ѓоргиевски, кој е и председател на ЗЕЛС, упати апел до колегите градоначалници во рамки на своите можности да понудат и испратат помош. Засега нема услови за прогласување на епидемија, велат надлежните. Диареја, покачена температура и повраќање се симптомите што ги имале речиси сите гостиварци кои побарале лекарска помош. Сања Димитровска, Сител телевизија. Горивата од понеделник повторно поскапуваат. Владата најавува нови мерки. Нема нови пари за судиите и обвинителите. Извештајот на Брисел низ призмата на власта и опозицијата. И следната недела ќе има ново поскапување на горивата. Во меѓувреме најавите за нови антикризни мерки ќе се разгледуваат деновиве. Мартин Арсов со деталите во овие вести. Така
дека е Маријан, премиерот Христијан Мицкоски очекува регулаторната комисија за енергетика во понеделник да донесе нови повисоки цени на горивата. Мицкоски во одговор на новинарско прашање рече дека нема точна пресметка колку би било поскапувањето, но најави дека владата повторно ќе интервенира за да го ублажи ценовниот шок и ќе ги намали акцизите. Во меѓувреме владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба за нафта и нафтени деривати е доставена веќе до собранието, а пратениците ќе гласаат по скратена постапка уште во понеделник. Еве ги деталите. Од понеделник нов раст на цените на горивата. Премиерот Мицкоски рече дека се уште нема точна пресметка колкаво ќе биде новото зголемување. Но како причини ги посочи повисоките цени на нафтата на светските берзи и курсот на доларот. По последното покачување неделава, кога дизелот поскапе за 5,5 денари, а бензините за денар и пол, Мицкоски најави дека владата повторно ќе интервенира со намалување на акцизите. Немаме направена калкулација за покачувањата, ќе има секако бидејќи нафтата и бензините драматично порасна изминатава недела, а и курсот долар е малку посилен во споредба со претходната недела. Ние како влада ја продолживме кризната состојба уште 3 месеци, цените се такви да сигурно ќе имаме намалување на акцизите и кај дизелот и кај безоловните горива. Од СДСМ реагираат дека граѓаните очекуваат мерки, а владата не правела ништо за заштита на животниот стандард. Новото поскапување на бензините ќе донесе и нови поскапи цени на веќе покачените цени на храната. Имаме влада која во сред криза ги остава граѓаните без мерки. Буквално на преживување. Мицкоски не сака да слушне ниту за конкретни таргетирани мерки, ниту за 600 евра минимална плата. Едноставно, не сака да го заштити животниот стандард. Владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба стигна во собранието. Пратениците ќе гласаат за неа задутре по скратена постапка. Со измената се бара кризната состојба, која истекува на 20 јули, да продолжи до 20 октомври. Владата како причина ги наведува се уште присутните ризици за снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Според некои проценки, сообраќајот на нафта низ Ормудскиот теснец е намален за 90%, поради што постои опасност од недостаток на нафта на светско ниво и значително зголемување на цената на нафтата на светските пазари. Овие настани и појави негативно се одразија и на Република Македонија. Се наведува во образложението. Кризната состојба беше прогласена на 22 март, а потоа продолжена за уште 90 дена. Во меѓувреме, владата донесе мерки за ублажување на последиците, како намалување на ДДВ-то и акцизите за горивата. Надлежните тела пак повеќе пати ја проценувале состојбата. Последната седница на групата за процена на ризици и опасности се одржала вчера, кога било оценето дека причините поради кои беше прогласена кризната состојба се уште постојат и било препорачано нејзино продолжување. На светските берзи, суровата нафта од типот Брент се искачи над $88 по барел, што е највисоко ниво во последниот месец. Мартин Арсов, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски денеска рече дека судиите и обвинителите нема да добијат повеќе пари и покрај забелешките од Брисел за последниот извештај за владење на правото. Опозицијата пак вели дека Европската комисија го потврдила нивното предупредување за системски притисоци врз судството. Извештајот на Европската комисија за владење на правото е најдобриот кој досега го добила државата, но не е одличен, оценува премиерот Христијан Мицкоски. Вели владата е свесна за критиките кои сме ги добиле, но делот за белешките се контрадикторни. Иако Брисел критикува дека независноста на правосудството останува под притисок, Мицкоски со порака дека нема да запрат неговите критики додека не види резултати. Порача дека сите барања на судско-обвинителската фела се испочитувани, но пари за повисоки плати нема да има. Граѓаните, впрочем, самите се тие кои што констатираат дека немаме испорака на задоволително ниво од страна на правосудниот систем. И тоа е општо позната констатација и јас ќе продолжам во таа насока да испракам пораки. Со сета политичка одговорност и ризик кој што ги имам, да ќе продолжам, додека не видиме напредок во испораката на правдата. Тоа е прво. Второ, пари повеќе нема да добијат. Пари нема да добијат, иако
се бара и во Законот за јавно обвинителство да се стави сума од 0,5% од буџетот, нема да добијат затоа што не ги заслужили. Затоа што очекуваме дека правдата ќе ја донесат. Европската комисија го потврди она што го зборува СДСМ. Мицкоски и ВМРО вршат системски притисок врз судството, реагираат од опозицијата. Според нив, забелешките на комисијата за реформи, широко распространета корупција и проблематични тендери биле одраз на актуелната состојба на правосудниот систем. Европската комисија, почитувани во својот извештај за владење на правото, јасно предупредува дека со последните измени на кривичниот законник повторно се создава простор за неказнивост, дека постои мешање и притисок врз судството од представници на власта и дека процесот на реформи во правосудството е загрозен од политичко влијание. Сето ова не е случајно. Ова е системска политика на контрола врз институциите од страна на организираната криминална група ВМРО, начело секако со Христијан Мицкоски. Во извештајот кој вчера го објави Европската комисија за владење на правото, нотирано е дека Македонија прави реформи, но предизвиците остануваат. Наведено е дека притисокот од другите гранки на државната власт предизвикуваат загриженост во однос на почитувањето на судската независност. Според Брисел, предизвик останува недоволното буџетско финансирање и предметите против високи функционери, кои ретко завршуваат со правосилни присуди. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. И денеска инспектори на локалитетот Куклици продолжува драмата со нелегалната наплата на влезници. Испитувањата на трасата на гасоводот од Грција кон Македонија открија значајни археолошки локалитети. Да, поради нелегална наплата на влезници на локалитетот Куклици, денеска присуство на инспектори и полиција, екипа на Сител беше на терен. Еве репортажот на Габриела Лескова. Камените кукли, природна реткост која требаше да биде туристичка атракција, периодов се претворија во место на спор, контроли и институционални постапки. Откако во јавноста излегоа светоштва за наплата на влезници, спорно управување на просторот и наводни притисоци врз посетители, надлежните институции започнаа проверки дали биле прекршени законите. Приказната за наплата на паркинг и влез на локалитетот стана јавна откако еден посетител објави снимка на која се гледа моментот кога од него се бараат пари. На портата платили? Зашо да плат? Што се паркиран тој? Не предизвикувај! Не предизвикувај! Што предизвикувал? Не предизвикувај! Посетители тврдат дека за паркинг им биле наплаќани по 300 денари, а за влез на локалитетот од 10 до 20 евра. Лицата кои управуваат со просторот пак се повикуваат на тоа дека станува збор за приватен имот. Прашањето кое останува е дали и под кои услови може да се ограничува пристапот до природно богатство, кое со години е туристичка атракција. Екипата на Сител тргна на терен за да ја провери приказната. До камените кукли денеска дојдовме за да ја провериме приказната која периодов ја следи целата јавност. Наместо мирен туристички локалитет не пречека спорна ситуација. Откако се представивме како медиумска екипа, Стојна Димитровска ни посочи дека снимањето не е дозволено, дека просторот е приватен имот и побара да го напуштиме местото. Но набор го пристигна инспектори од Управата за јавни приходи и полициска екипа, кои извршија надзор на работењето на објектот. Налог за контрола за фискализација е бланко налог кој ние на лице не слободно помнува. Да, лично тук. Не, за такви не. Инспекторите ни посочија дека медиумската екипа може да продолжи со својата работа и дека во ниту еден момент не е забрането снимање на јавна површина. Ова беше втор надзор на УЈП на локалитетот. Предходниот пат, според информациите од институциите, инспекторите се соочиле со инцидент при што биле спречени во извршување на службеното дејствие. 41 годишен британец заработи осумдневен притвор. Според обвинителството, тој се товари дека ги попречувал данучните инспектори да си ја вршат работата овде кај камените кукли. Дополнително, кога пристигнале овде на терен, почнал да ги гаѓа со камења, па инспекторите биле принудени да се повлечат. Од УЈП го осудија нападот врз нивните службени лица и порачаа дека контролите ќе продолжат. Многу посетители со години доаѓаат да се восхитуваат на камените кукли, а дел од нив веќе велат дека платиле пари за да влезат во локалитетот. Локалните жители бараат институциите да преземат мерки и да се стави крај на, како што велат, забуната околу пристапот и наплатата. They try to make us to pay just to visit the dolls, not the parking, because there's
I don't know, can I say free parking, so we go to the free parking. But for the doors, one people try to make us pay some fees. Yeah, but how much did you pay? I say no. I know it's free, so I will not pay, and we walk. Тоа е национално богатство и никој нема право да печали на тие работи. Треба да биде слободен влез и секој кој сака да ги види. Што и да кажеме, има надлежни, нека се видат, нека си подат на лице место. Ако има држава ќе реагира, некои тие луѓе ќе одат у затвор уште од пред месец дена кога излезе вест. За случајот веќе постапуваат надлежните институции. За локалитетот се водат постапки поврзани со начинот на управување со просторот и правото на користење. Од општина Кратово информираат дека имаат поднесена тужба, а донесена и првостепена судска одлука со која се наложува ослободување на просторот, отстранување на поставениот објект и предавање на објектот на надлежната институција. Одлуката е обжалена и предметот се наоѓа пред второстепениот суд. Од општината велат дека по правосилноста на одлуката очекуваат нејзино спроведување со поддршка од надлежните институции, вклучително и полицијата. Случајот според податоците на СВР Куманово не е нов. За локалитетот имало пријави поврзани со узурпација на недвижност, а против две лица издруженијето Извор бил поднесен обвинителен акт за ова кривично дело. Има и постапки за закани кон туристи, како и нови пријави поврзани со спречување службени лица во извршување на нивната работа. Сител го контактираше и председателот на Сдруженијето Извор, кој ни одговори дека денеска не е во можност да даде изјава. Габриела Лескова, Сител телевизија. Автобусот Кичево Охрид треба да биде завршен и пуштен во употреба следната година. Премиерот вели дека во моментов се граделе 6 автопатски делници. Автопатот Охрид Кичево се очекува првиот квартал најдоцна следната година да биде завршен и пуштена таа делница во употреба за граѓаните да може да ја користат. Истакна премиерот Мицкоски при денешната посета во Дебарца, додавајќи дека оваа година за прв пат има ретка ситуација да се градат 6 автопатски делници одеднаш. Истовремено очекувам овој месец, ајде да речеме најдоцна почетокот на следниот месец да отпочне и делницата Блаце Скопје. Веќе добивме позитивна информација од заемодавателот за делницата Букојчани Кичево, каде што немаат забелешки. Чекаме сега да помине официјално делот на жалби и за да можеме понатаму да продолжиме со постапката. Со несмалена динамика се работат и делниците Прилеп Битола, Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани. Значи генерално оваа година за прв пат имаме една наистина ретка ситуација да се градат 6 автопатски делници одеднашка, но не само тоа, продолжуваме и со реализација на другите проекти во делот на инфраструктурата, така што јас сум исклучително задоволен. Градежништвото во април имаше раст од над 40%. Сите населени места од Струга, Дебарца и Охрид добиваат пристап на автопатот Охрид Кичево, рече заменик председателот на владата и министер за транспорт Николовски, подлекувајќи дека кога бил правен проектот за автопатот, за жал не биле предвидени ниту пристапни патишта, ниту паралелни патишта, ниту клучки. Голем дел од селата кои што се одлеват и од десната страна на автопатот беа, односно требаше да бидат одсечени и од Охрид, и од Струга, и од Кичево, и од Скопје. Ние решивме тоа да го коригираме. Испроектиравме паралелни патишта и пристапи во должина од 18 км. За долниот дел од автопатот, од потегот кој што е од Пресека до Охрид, мораше да бараме согласност и од Комисијата за УНЕСКО. Во изминативе 6 месеци работевме и со нив, добивме согласност и веќе можете да видите дека пристапот кон населените места во случајов кон Мешеишта почнува да се работи, а онаму каде што завршува пристапот ќе продолжи општината, така што ќе добиеме едно модерно патно решение. Николовски вели дека реконструкцијата пак на Охридскиот аеродром се одвива според утврдената динамика и се очекува да биде готов до крајот на летото. Таму имаме 4 проекти кои што се одвиваат паралелно. Прогресот е некаде помеѓу 80 и 90% на секој од нив. Рокот кој што го зададовме за завршување е крајот на летото и мислам дека тој рок ќе биде постигнат. Инаку со реконструкцијата на Охридскиот аеродром практично ќе се добие еден нов аеродром со нова административна зграда и нова терминална зграда што ќе значи многу повеќе место за слетување и полетување. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Локалната иницијатива и здравје и работа од Струмичко бара економскиот развој и заштитата на животната средина да не се представуваат како спротивставени цели, туку како процес што може да
оди заедно. Во тој контекст тие очекуваат дека целата понатамошна постапка за проектот Иловица Штука ќе се води целосно транспарентно и согласно сите законски процедури. Доколку проектот не ги исполнува пропишаните еколошки и технички критериуми, не треба да биде реализиран, но доколку ги исполнува сите стандарди, тогаш Македонија не смее да ја пропушти можноста за една од најголемите инвестиции во својата понова историја, велат од оваа иницијатива, која преку соопштение посочува дека науката и стручноста треба да имаат предност над дезинформациите. Во изминатиот период, бројни професори, геолози, инженери и други експерти јавно зборуваат за современите технологии што денес се применуваат во рударството и за високите европски стандарди за заштита на животната средина. Нивните ставови заслужуваат внимание и почит, бидејќи се темелат на знаење, долгогодишно искуство и научни факти. Веруваме дека државата треба да ги слуша токму тие гласови. Одлуките за стратешки проекти не смеат да зависат од притисокот на мала група на луѓе кои немаат ниту никакво образование, ниту никакво искуство во рударството, туку од законите, стручните анализи и институциите. Само така може истовремено да се заштити природата, здравјето на граѓаните и јавниот интерес, стои во соопштението. И здрави и работа е локална иницијатива од југоисточниот регион која се залага за економски развој на регионот преку почитување на највисоките еколошки стандарди и заштита на животната средина и здравјето на луѓето. Општина Карбинци ќе бара воведување Safe City поради голем број сообраќајни несреќи. Украина нападна објекти со нафта во Русија. Најмалку 7 лица загинаа. Општина Карбинци ќе бара од МВР воспоставување на системот Safe City поради големиот број на сообраќајни несреќи кои се случуваат во општината, а се резултат на несовесно возење. Трајан Ристовски со деталите. Според бројот на жители, општина Карбинци влегува во првата група со најмногу жртви и случајни сообраќајни несреќи во државата. За да ја зголеми безбедноста на своите сограѓани, локалната самоуправа ќе поднесе иницијатива до МВР за инсталирање на камери од Safe City, а како мотив младите да не возат без положен возачки испит, градоначалникот донесе одлука да се субвенционираат дел од средствата за добивање на возачка дозвола. Ќе бидат опфатени младите луѓе од возраста од 18 до 25 години, а она што е важно е дека општината ќе субвенционира трошокот за полагање возачки испит за Б категорија во висина од 10.000 денари по лице. Ќе стимулираме да секој едно младо лице се стекне со возачка дозвола и да се намали бројот на возачи кои што управуваат моторно возило без претходно соодветни документи. Во делот на чистата животна средина, општината ќе ги стимулира и сите оние домаќинства кои за огрев ќе користат пелети како алтернативно гориво за загревање на домовите. Се работи за субвенционирање некаде во висина од 20% или не повеќе од 12.000 денари по домаќинство. Исто така продолжува мерката за субвенционирање при купување на инвертер клима уред, која даде солидни резултати изминатиот период. Мерка која што досега во овие 3 години некаде околу 120-130 семејства, домаќинства ја успешно реализираа. Тоа значи општина Карбинци во тие 3 години успешно врати некаде 2,5 милиони денари директно кон граѓаните. За реализација на мерките, средствата се обезбедени од општинскиот буџет, а нивната примена ќе започне по објавувањето на јавните повици. За Сител, Трајан Ристовски. Почна пиво фест во Прилеп. На првиот ден оценките на гостите позитивни, изобилство храна и добра забава. Дарко Штарковски. По 23-ти пат започна Пивофест во Прилеп. Градот под марковите кули повторно ги собра љубителите на ладното пиво и вкусната скара, а сето тоа надополнето со добра забава и музика за сите вкусови. Имаше гости од цела Македонија, наши селеници како и странци, кои што слушнале дека тука се одржува фестивал на пивото. From Spain, from Malaga. Yes, it's very nice. Nice. We are very interested to know what kind of festival do you think here. We are on holidays. We come for on Ohrid in the south. We were in Skopje, in Macca, and now we are here because it's the festival. Од
Хамбург. Дали сте за прв пат тука? Да, за прв пат. Како ви се допаѓа? Прекрасно, ова што го видовме до сега. Ви се вратиле повторно тука? Обавезно. Обавезно. Екстра, супер, петка е и треба да се одржува вакви настани, да има народов малце да види како е да има дружби. Добар собир за тоа што може да се забереме сите на добра забава, со добро пиво, добра скара. Сега добра атмосферата и нека побела гостите да дојдат да ја пробаат да ја добават прилепска скара во Македонија и прочина и на Балкан и на други места. Од целата атмосфера беа восхитени дел од музичките звезди кои што настапуваа како Огнен Здравковски и Дженан Лончаревиќ. Памтам дека имавме организирано со возови, доаѓавме за да го гледаме пивофест и се враќавме со бајле повторно со тој воз, така да ми било желба, викав еден ден да настапам јас на оваа сцена. Ете, Господ си го направи своето, почнав да се занимавам со музика. Па, други пут сам на пивофесту и едно велико хвала што се организатори и градоначелник и овај пут позвали нас и што сме дел ове велике манифестације. Видим да енергија е јако добра, да нас публика чека и да чекаме за да. Само едно посакувам овој фестивал да остане запаметен кај сите посетители како едно навистина чувство кој ќе го понесат од Прилеп од ова што се случувало. Добра забава, добра храна и најдобрите пијалоци овде во Прилеп. По официјалниот дел, забавата продолжи на алтернативната сцена на Камената бина, а со одлука на Советот, работата на сите угостителски објекти е продолжена во овие 3 дена се до раните утрински часови. За Сител, Дарко Штарговски. Испитувањата на трасата од гасоводот кон Грција, од Грција кон Македонија открија значајни археолошки објекти датираат од римското време. Бидејќи објектите се надвор од самата линија на положување на цевките, нема да има потреба од изместување на гасоводната траса. Зоран Ѓорѓиев јава. 6 вили од римскиот период откриени на трасата на идниот интерконективен гасовод меѓу Македонија и Грција. Ова се резултатите од заштитните истражувања кои во изминатите неколку месеци ги спроведе стручниот тим на Струмичкиот завод и музеј на потегот од граничната линија со Грција па се до 38 километар од идниот гасовод. Станува збор за остатоци од луксузни вили кои во тоа време биле во собственост на побогати граѓани и служеле за одмор. При ископувањата кои се одвиваа од март до јуни годинава пронајдена е и голема количина на движно културно наследство. Се работеше на 6 локалитети истовремено и беа откриени 6 објекти од римскиот период. Исто така беа откриени голем број на движно наследство, наоди монети, керамички садови и така натаму. Овие објекти според наодите се датирани од 3 до 4 век доцна антички период. Бидејќи објектите се наоѓаат надвор од самата линија на положување на цевките, нема да има потреба од изместување на гасоводната траса. Теренот веќе е археолошки ослободен за градежните активности, но она што ќе мора да го испочитува инвеститорот е поставувањето на цевките да се одвива под задолжителен археолошки надзор на терен. Значи најмногу овие објекти беа сконцентрирани од 15 километар до 28 километар од трасата. Номагас не ги задолживме за поместување на таа траса. Единствено задолжение е само додека ги поставуваат цевите да се врши со археолошки надзор, да биде присутен на терен на археолог и беа задолжени повторно да ја вратат земјата на археолошките локалитети. Имајќи во предвид дека се работи за исклучително богат археолошки материјал од Струмичкиот завод и музеј, не исклучуваат можноста во иднина на овој потек да има и дополнителни археолошки истражувања. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. За законот за правична застапеност, зошто ДУИ се противи на неговото носење, за евроинтеграциите, како ДУИ издржа 2 години во опозиција, за обвинувањата од Влен, дали Бујар Османи договорал со Вучиќ продлабочување на правата на србите во Македонија. Во тема на денот, Бујар Османи. Во продолжение блок вести од светот. Најмалку 7 лица загинаа, 50 се повредени во напад со украински дронови